вчера некаде околу 7:30 часот Коцевски во живо во емисија во Топ Тема кажа дека има проширување на истрагата, односно дека се уапсени нови 7 полициски службеници и дека е тамо завршена работата. Утринава, дел од провладените медиуми, веројатно поради различни директиви кои што ги добиле од PR командата у ВМРО ДПМН, пишаа дека Коцевски со тоа што го изјавил во емисијата во Топ Тема ја нарушил истрагата и придонел еден да побегне од полициските службеници. Некаде околу 12:01 беше објавено конечно дека едно од лицата е недостапно и дека е во бегство. Сега дел од луѓево, извори сериозни ми пишуваат дека имало уште вчера за него распишана потерница. Ако имало уште вчера распишана за потерница за тоа лице и се барало, не ми е јасно зашто не било соопштено за медиумите дека тоа лице е избеган. Во меѓувреме, откако овие провладиниве медиуми објавија дека Коцевски ја нарушил истрагата и наштетил и дозволил да избега едно лице, следеше демант од МВР во кој што се демантира дека Коцевски ја нарушил истрагата. Значи практично застана во него одбрана. Сето ова што го гледаме и што го слушаме, особено еве во последниве 24 часа, упатува на тоа дека постои некаква координација помеѓу обвинителството и помеѓу власта во однос на постапувањето, постапките и се што се случува од првиот ден до денеска. Има координација, ќе го лажеме народот за да не стигнеме до нас. Тоа е координацијата. Ќе уапсиме 5-60 луѓе кои што они имаат одговорност за претходно и треба за тоа да бидат под истрага. Меѓутоа, непосредна одговорност за оваа ситуација сега имаат други луѓе кои што не се приведени, не се повикани информативен разговор. Ние ги прешуваме вчера у група, абе човеков сега што у бегство ќе распишете потерница, вика па не, тоа МВР треба да каже. И не распишаа потерница. Зошто? Заради тоа што човекот не бил у бегство. Они него ни побарале човекот. Семејството тврди дека дома на врата никој не им тропнал.